Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. Ова не е приказна за една фасада, ова е приказна за држава што не знае да застане зад сопствените одлуки. Едните ја соголија, унаказија, со еден збор ја нагрдија зградата на ЕСМ со барок од стиропор. Другите со години не мрднаа со малиот прст. Третите денес ветуваат модерно и енергетски ефикасно. А ние, граѓаните, си плаќаме како да ни растат парите на дрвја. Зградата на ЕСМ не е само архитектонски проблем, туку символ на државна неспособност, без разлика кој е на власт. Како е можно објект во строгиот центар на Скопје повеќе од 10 години да стои без фасада? Кој ќе одговара за потрошените пари и за деградацијата на објектот? Кој ќе одговара за небезбедноста и нехуманите услови за работа? Политиките се менуваат, проектите пропаѓаат, а одговорности нема. Прашуваме дали модерната фасада е уште едно скапо ветување. Почитувани за учество во Црвена линија, секако ве потсетувам, особено вас кои што верувам ќе бидете за прв пат вклучени и ќе посакате да бидете дел од ова денешно издание на Црвена линија. Од нас ве двој само телефонскиот број 02 307 0005. Имајте секогаш на ум по превземањето од режија од кога ќе го завртите нашиот број, ова секогаш го потенцираме, бидејќи исклучително важно да ви биде целосно и намален тонот на ТВ приемникот. Не користете во јавувањето спикерфон, не зборувајте преку интерфон, бидејќи квалитетот на она како ќе се слушнеме секако нема да биде добар. Но кога сме кај прашањата, Црвена линија ве кани да бидете дел од денешната анкета која што објавена во текот на целиот ден, но за да учествувате во неа треба да не заследите на Инстаграм. Што значи заследете го профилот на Црвена линија, профилот на Телма телевизија на Инстаграм, а по заследувањето кликнете на Инстаграм стори. Денес Црвена линија прашува дали е срамота во центарот на Скопје да стои зграда без фасада повеќе од 10 години. Под А имате две опции. Под А да, срамота е, или пак под Б не е срамота. Кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор, ги сумираме и пресметуваме резултатите во проценти, а ги објавуваме секако конкретно на секој едно издание на Црвена линија. Па така ќе биде и во ова денешна. Оваа Црвена линија ја започнуваме со прилогот на Ирена Чачкова. На зградата ќе се враќа модерниот изглед на најголемиот производител на струја. Веќе се побарани пари од меѓународните финансиски институции. Се чека да се види колку ќе одобрат, па да се објави повикот со кој ќе се собираат идејни решенија. Тогаш ќе се знае точната сума колку ќе чини симнувањето на распаднатиот барок. Планот е да се среди на дворешниот и внатрешниот дел на зградата. За тоа време околу 300 вработени во дирекцијата од плоштадот ќе бидат преселени на друга локација од каде ќе работат. Надежите се дека за една година ќе почне реализацијата. Пред известно време првиот човек на ЕСМ во интервју за Телма зборуваше за овој проблем. Сега и нема фасада, значи нема да се менува фасадата, него ќе се стави нова фасада, која што ќе биде најмодерна и енергетски ефикасна фасада. И конечно, ова што представува ругло за градот, ПЦ за компанијата, за градот и за државата, ќе добие еден модерен изглед и ќе биде гордост и на компанијата и на градот. Неодамна во јавноста се зборуваше и дека на ЕСМ ќе му бидат вратени 16 милиони евра, колку што инвестирале во зградата која првично беше планирана за нив, но сега таму е Министерството за енергетика. Повеќе од 10 години оваа зграда е една тажна слика во центарот на градот, без фасада и без прозорци. Домашните архитекти неодамна зборуваа и дека освен што е лоша слика за градот, уште полошо е што вработени немаат основни услови за работа. Се почна во 2014 година, кога во Скопје атрактивен стана барокот. Во тој период во овој објект сместени беа и ЕСМ и Евана, но австриската компанија одамна функционира во друга зграда, а сопственоста на објектот во центарот на градот е целосно на електрани. Почитувани, секако сега е вашето време. За учество во Црвена линија уште еднаш ве потсетувам, завртете го бројот 02 307 005. Црвена линија денес ве прашува зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба.
Сакаме секако да ви ги слушнеме и одговорите кои што може да бидат во форма на коментари, затоа таа причина ќе ве префрлам на Facebook. Ви треба профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Темите секогаш ги објавуваме на двата зида од овие профили и секако и тука прашањето е зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба. За кратко време верувам дека ќе може да ви покажеме како изгледаме на Facebook. Ова важи за сите вас кои што може би така ви е полесно да земете активно учество преку пишување коментари, еве како изгледаме таму, објавена е целосно и темата, пристигаат и првите коментари, така да почитувани никаде нешто подоцна се разбира по неколкуте вклучувања во живо, ќе почнеме и со читање на истите. Бидете активни како повеќе ви одговара, дали на Facebook или со вклучување во живо на Црвена линија. Почнуваме, добар ден. Ало, добар ден. Господине Љупчо, зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба според вас? Па затоа што нема одговорност за промашени инвестиции и за погрешно вложени пари, речеме, како за зградава на ЕСМ, како за патот за Сончев град, да не речеме за автопатот Хичево, Охрид, да не речеме и за некои други објекти кои беа, да кажеме, непотребно инвестирани наместо и не можеме да кажеме дека знаат да планират, се задоволуваа приватни хирови. Еве колку не кошта барокот, да ти кажам право. Прво, јас се прашувам која беше потребата оваа зграда да и се стимне фасадата. Ние треба да рачистиме една работа, дека барок на Скопје завршило во 63-та година со земјотресот. И дека се останато после тоа е земјотрес на Скопје, тоа е ново Скопје. А тоа со барокот беше приватен хир, задоволување на да не речем подредени желби, и сега народот треба да плати штетата за оваа. Сега симнуваме фасадата, да не ми се свиѓа и таа што планираме. А тоа некој треба да го плати. А фирмата зема пари. Пазите, некој веќе зема пари за овој проект. Како што некој зема пари за овој патот што е за Сончев град, кој никогаш не проработе, па нити се изгради Сончев град. Ама никој не одговара за тие погрешно вложени пари. Тоа е проблемот. Никој не одговара за утките. Кога би одговарале за утките, подругаче би размислували како ќе ги финансираат парите и ќе ги планираат. А народот се знае, лесен за шетање, психошет. Благодарам многу за споделеното со гледачите на Црвена линија. Практично со вашето вклучување ја започнуваме денешната дискусија. Па да ве слушнеме останатите. Зошто еве според вас ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба? Добар ден. Добар ден. Ало. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Поштовање госпожа Тина. Голем поздрав и до вас секако. Повелете, ве слушаме. слушаме. Поздрав до вашата екипа, до сите слушатели, гледачи, што се јавија во текот на денот на сите дебатни емисии. Вака сега. Јас кога зборам, бе, луѓе, 35 години, сите и ДУИ, ВМРО и СДС се упропасте Македонија, некој, поточно господинот од Прилеп ќе рече, не, сакаш Македонија, овој збори. А бре луѓе, и упропасте, нема одговорност што каже господинот Љупчо. Затоа ова Македонија наша, што сите сакаме се удираме во гради, во вако дереđe дојде. Нема одговорност. Да не се повторувам случајот со автопатот Тичево и други икс работи. Одговорност. Затоа кажам јас додека е време, додека младите не ни избегале. Само од Словенија 10 луѓе, 10 години, значи мора да се пресечи за да има одговорност. Иначе вака верујте во недоглед. Сега кажуваат ЕСМ зградата, после некое време нешто друго ќе недовршено што пропасте, убаво ти рече во излагањето, ни една влада, неспособни. Ако не знаеш бе побаре помош од други. Затоа ова дереđe Македонија, затоа после ќе ни бегат, ќе се чудиме останале старци или ована. Ние сите се сакаме Македонија, ама не ваква. Зато мора царски рез да се направи една жртва, ние постариве да се бидеме за младиве. Биди поздравена Тина, све најдобро. Благодарам, бидете поздравени и секако останете со Црвена линија. А ние понатаму еве ќе продолжиме со
вклучување на секој еден од вас кој што ќе сака да даде одговор на денешните прашања за оние кои што подоцна се вклучивте. Еве зашто денес говориме. Всушност ова не е само една обична приказна за една фасада, ова е приказна за држава што не знае да застане зад сопствените одлуки. Едните ја соголеја наказија зградата на Електростопанство на Македонија со барок и стиропор, а другите со години не мрдна со малиот прст. Третите денес ветуваат модерна и енергетски ефикасна зграда. А ние граѓаните си плаќаме како да ни растат парите на дрвја. Зградата на Електростопанство на Македонија не само што е архитектонски проблем, туку и символ на државна неспособност, без разлика кој е на власт. Како е можно објект во строгиот центар на Скопје повеќе од 10 години да стои без фасада? Кој ќе одговори, еве, според вас, за потрошените пари за деградацијата на објектот, кој ќе одговори за небезбедноста и нехуманите услови за работа? Па еве следното вклучување и следното јавување, конкретно ќе го прашаме и анкетното прашање, дали еве според гледачот или можеби гледачката е срамота во центарот на Скопје да стои зграда без фасада и тоа повеќе од 10 години. Добар ден. Ало, добар ден. Ви се чини ли дека е срамота еве во центарот на главниот град? Јас мислам дека е срамота во центарот на градот во Скопје да стое ваква руина од зграда. Али не се само вие згради руини во Скопје. Тоа е и во останатите градови во Македонија. Во Штип има куќи ресторани. Ве слушаме. Во Штип има куќи разурнати што стоат и никој не преземе никакви мерки. А од тие куќи може некој да го утепат. Да се слизнат керемири, да паднат дрва и друг шут и да го утепат човекот. А тие куќи стоат како руина. Исто така, ова што е старскиот дом што е започнат у Штип, а не е завршен, само е карабина и таа се распаѓа. Значи, работата не е само во Скопје. И во другите градови има такви руини што се налагат или во строгиот центар или понатака. А тие представуваат голема опасност за граѓаните што минат покрај нив. А парите ги дават граѓаните. На граѓаните се брка у џепо за тие руини и тие граѓаните го плаќат тоа. Али никој не воде сметка за тоа што кој даа власт. Благодарам многу. Една напомена, особено за оние кои што можеби прв пат ќе се вклучите во црвена линија. Добре дојдени сте сите. Сега кој имате во предвид, според нашето правило 90 секунди се предвидени за едно јавување, но тоа секако нека не ве обесхрабрува, напротив, се додека трае едно издание на црвена линија, сте добре дојдени повторно да се вклучите, колку што сметате дека е потребно да имате нови 90 секунди, се со цел да се надополните и тоа искажете. Па зошто, еве, почитувани, ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, Кида. Добар ден, господине Живко. Па еве, според вас, зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба? Знаете зашто? Затоа што нема одговорност. Кога ќе дојде другата власт, некој да одговара од претходното што направи, да речеме. Затоа. Еве зошто тоа го гледам. Например, се виде со Пато Кичево Охрид. Кој одговараше од СДС? Не тука партиски, не влегу партиски. Или па обратно еве да беше. Затоа ништо не е завршено. Нема одговорност. Ќе почне некоја работа, или ако требајате фасада да се направи од 1.000.000 евра, 500.000 тука за 500.000 ќе се направи. И после паднала, па ќе падне. Нема одговорност. Нема одговорност. Едноставно нема одговорност за грешки. На било кој да биде на власт, одговорност не гледам. Не гледам. Пова се кради, пова... Не знам што се прави. Ова е чудо. Еден пат имаме тамо од 5 километри.
Па да видите што се работи, тоа е на еден обичен човек да му го дам да го прави, што нема врска од школа, ќе го направи подобро. Само да се скрати, само да се направи. Ке носи место песок што треба, кал се носи, помешана, што ти ја знам. И после пропаѓало. Па тоа е, до училиште се работи за 5 километри. Тоа е тоа. Нема одговорност од никого во држава. Кој е суден за нешто од претходната власт или од претходната или од претходната? Никој ти. Благодарам многу за вклучувањето и секако за вашите одговори споделени со гледачите на Црвена линија. Останете секако со нас. Ве потсетувам, почитувани, да не изоставнувате никогаш во текот на денот и секојдневието да кликате и на tilma.com.mk. Ке бидете целосно, брзо и квалитетно информирани, а што се однесува до темата за која што денес зборуваме со вас, еве задржете го вниманието на денешниот наслов. ЕСМ се откажува од барок, распаднатиот голубарник ќе го менува со модерна фасада. Да ве слушаме секако денес Црвена линија поставува прашање до сите вас. Зошто еве според вас ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект онака како што треба? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелет. Одлично, благодарам. Значи, зошто не може да заврши? Па многу едноставен одговор. Затоа што тој што ќе дојде на власт не става професионалци и стручни лица на соодветни ресори, него прво става партиски послушници, ако има соодветна диплома може да ќе покрие, а и не мора да биде, може и фурнаџија да биде министер. Значи се случува кај нас и вие од такви луѓе не може да очекувате резултати. Затоа што во техниката, во науката се знае дека само професионалец и тоа врвен по можност да го ставите на соодветна функција да ви ја заврши работата. Овие другите се сите, не знам кој збор да го употребам, ајде пристоени, шалабајцени. Значи појма нема од таа работа, он е министер за не знам што или директор на јавно предпријатие. Па срамота е тоа. Се додека така се случува, нема ништо да направиме. Не само ЕСМ, него и тоа цело Скопје 2014. Па не можете вие Скопје да го направите од 14-та, кога постои од не знам колку години. Сите објекти кои се реконструираат се прават во оригинал. Сите земји во светот и да се види историјата. Еве според вас дали е срамота што во центарот на Скопје стои зграда без фасада и тоа повеќе од 10 години? Ама апсолутна срамота. Срамота е целата таа да ставате профили за да ставите фасада што не е личи на Скопје. Не може тоа. Ристичева палата ќе биде Ристичева. Стоковна куќа ќе биде Стоковна. Така, благодарам многу за учеството во Црвена линија. Продолжете да не гледате. А јас ке ве префрлам онаму каде што очекувам. Секако ни е драго, имаме голема активност во овој момент. Добре дојдени сте сите на Facebook, заследете на Црвена линија профилот што ви треба, но и профилот на Телма телевизија. И секако прашањето останува исто и за оние кои што не следат на Facebook. Зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба? Почнуваме со она што го напиша Тихи дом, вели во центар на главен град да стои ваква зграда е срам и резил за една држава. Тоа покажува и докажува колку сме неспособни како држава и никој не сноси одговорноста, народот плаќа за грешките на државата. Благодарам Тихи дом, останатите ве подсетувам кој каде подобро го гледа својот простор да даде удел во ова денешна тема на Црвена линија. Секако одберете што повеќе ви одговара. Дали тоа ќе биде во живо вклучување со вртење на бројот 023070005 или едноставно пишувајте коментари на Facebook под објавата на нашата тема. Па добар ден. Добар ден. Ќе ве замолам малку погласно, бидејќи не ве слушам добро. Вака. Повелете. Сега мислам дека е во ред. Одлично, повелете. Дали е срамота? Да, срамота е и не се случува тоа само во Скопје. Зошто се случува тоа? Како што во главном сите кажа, се случува тоа затоа што во оваа земја живее премногу питом народ и ниту еден политичар не е одговарал за ниту едно да речам, за ниту еден промашен проект или за многу украдени пари. Ние
сме страшни недомајкини. Во светот сите згради се трудат да ги репарираат, обноваат и да ги искористат. Ние од 90-та година наваму од домаќини станавме кираџи. Колку објекти, колку фабрики, колку згради пропаднаја. Така испустивме. Ништо не изградивме и тоа што го имавме го руиниравме. Не бидува. Едноставно имаме очигледно генетска мана за самоуништување. Ништо друго. Срамно е за сите политичари, ама апсолутно независно од која опција. Едноставно не знам тие луѓе кога се мијат лице, мижат ли, имаат ли храброст да се погледаат погледало? Благодарност многу и вам за одговорите кои што ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме понатаму, потсетуваме Црвена линија денес ве прашува. Зошто еве според вас ниту една власт досега не знае да заврши ниту еден проект како што треба? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добре, најверојатно, меѓу другото вклучување ќе треба малку време, но еве да го искористам времето да ве потсетам да кликнете на telma.com.mk. Насловот кој што ви треба во однос на она за што говориме денес е ЕСМ се откажува од барок, распаднатиот Голубарник ќе го менува со модерна фасада. Инаку од компанијата посочува дека во моментот работат без репрезентативен простор, а вработените со години функционираат во тежнати услови. Домашните пак архитекти сметаат дека освен што е лоша слика за околината, полошо е тоа што луѓето внатре немаат основни услови за работа. Сметаат дека треба комплетно да се менува се, а не да се доработува веќе започнатото. Оттука Црвена линија прашува зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба. И дали е срамота, например, во центарот на Скопје да стои зграда без фасада повеќе од 10 години. Добар ден. Добро, една многу важна напомена. Верувам дека и кога има огромна побарувачка за вклучување, прво ќе ве замолам да бидете трпеливи, секако да останете на линија, но и да имате секогаш на ум од кога ќе ве превземат од режија. Исклучително е важно да се намали целосно тонот на ТВ приемникот, бидејќи од тука ќе имате печаток дека воопшто не сте вклучени, а ние веќе на големо чекаме да ги слушнеме вашите одговори во живо. Секако се создава и фонија, повторување она што го слушате, нели, звучно што излегува од екранот, може да навистина ја намали концентрацијата и едноставно да не се слушнеме добро. Од технички аспект ве замолувам да избегнувате и користење на интерфон или спикерфон. Хајде да се обидам уште еднаш, дали технички ќе имаме среќа да се конектираме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во Црвена линија, сте ве слушаме. Значи, во врска со прашањето зашто ниту една власт не знае да заврши, затоа што секоја власт ни раскажува што правила претходната власт, а ништо не се работи. Второ, правиме муавет за фасади и останати работи, а уште се давиме во ѓубре во цел град, пошто ни беше ветено дека ќе биде градот исчистен. И да не должам многу, сигурно сте го гледале тетовирање што е снимено уште во 91 година и можам на режисерот да му симнам капа. Има една фраза во тетовирање што се вика шупка на светот. Моментално тоа е Македонија. Фала, пријатно. Благодарам за учеството во Црвена линија и еве кога веќе цитиравме реплика од култниот филм Тетовирање на Столе Пупов, јас само ќе ве замолам да имате во предвид да внимаваме на етиката и нивото на Црвена линија. Од проста причина што ќе се активира Црвената линија, колку и да сте гневни, почитувани, сосема разбирливо. Има теми кои што навистина ќе предизвикаат можеби вознемиреност, гнев. Ве молам да се држиме до нивото, бидејќи сепак Црвена линија е емисија која што е наменета за целата публика.
слободно може да ја следи дури и малолетната публика, па да покажеме и докажеме дека секако го држиме нивото и културата, дури и кога сме изложени на искушение, односно провокација за нешто што дискутираме, кој што може да го извади можеби најлошото на секој ден од нас. Но ве молам, ете тоа практикувате и кога станува збор за пишување коментари, бидејќи навистина би сакале секој ден коментар да го прочитаме јасно и гласно. Добар ден. Најверојатно не е намален тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Ало. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Ало. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Намалене. Добро, повелете тогаш. Добар ден. Добар ден. А зашто нити една власт не знае да заврши нити еден проект? Проектите си се добри све. Ете, например, на факултетот тие двете згради, што сега УКИМ ќе ги зима. Тоа требаше да го направи претходната власт. 7 години беше на власт, не направи ништо. Фасадата ќе се направеше. 7 години ништо не е пипнато таму на фасадата, затоа и седи тоа таму. Сега, полека, све ќе си се дојде на место, ќе си дојде фасада таму, на ЕСМ зградата, ќе си дојдат УКИМ, ќе си ги направат, еве патиштава почнат да ги прават, ја седам у кисела вода, еве почнат да се прави и тоа подценниот премин, ќе си се кружни текови, ќе си се направат, све ќе си биде во ред. Меѓутоа, многу менјање на власта и не чини. Треба да се пуштат луѓето да работат. На нив Коце Трајановски не им чинеше, а тој беше најспособен за решавање на тие проблеми во Скопје. Тоа е тоа. Добро, благодарам за вклучувањето и одговорите што ги споделивте со гледачите. Одиме на Facebook. На прашањето зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба, Тихомир Спасовски го напиша следното. Зградата, Трговскиот, Железничката, Универзална, зградата кај Изгейт и многу други покажуваат колку сме далеко од цивилизацијата. Срамота за сите влади, сите председатели, срамота. Благодарам, господине Тихомир, верувам дека не следите во живо. Продолжуваме со вклучување на гледачите во живо. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш. Добро, намалено е, се е добро. Сега е во ред? Во ред, да. Повелете, ве слушаме внимателно. Вака. Ја мисля дека тоа не може преко ноќ да се заврши. Оти треби и виш добро напредува таа влада. Са може да некој не му одговара така, ама моje мислење е друго. Ја гледам у нашиот крај тука дека ја живеа, добро напредува. Са не може за преко ноќ да се среди. Ако е да е сонце ќе огрее, окей, ама за да средиш една запуштена држава што е се уназадено, за да го средиш не може за една година. Не може за 5 години, не може ни за 2 мандата, 3 мандата да крене, като што ние што сакаме за преко ноќ да стане, да цапи градо. Или като што рече претходниот слушач, дека не е средено Скопје, још не е очистено. Очистено е домово, като што беше, сега треба са задоволни се тоа ја добише. Не само там, ама јас некој пат ида и вида дека и тамо напредува, дека на еден начин, али не може за 24 сата ти да средиш една држава запуштена. Дали според вас е срамота во центарот на Скопје да стои зграда без фасада повеќе од 10 години? Срамота е, оти една фасада на една зграда може да приватен човек да ја направи, а не една држава. Тоа е устред градови, секој го гледа и за тоа. Така, благодарам за учеството. Ќе ве префрлам и на објавата, се разбира, на телевизија Телма, профилот на Facebook, каде што редовно можете да
ги забележите издвоените актуелни вести, прилози и така натаму, кои што можете да ги следите и на профилот на Телма на YouTube, односно на каналот на Телма на YouTube. Еве наслов кој што се врзува повторно за темата за која што зборуваме, околу 300 вработени се селат, ЕСМ ќе ја менува фасадата, се бараат пари за нова. Има голем број на реакции, дел од нив се, например, на Јанко Бацев, од кого веќе пари, Љупче Георгиевски напишал зошто ја сменија фасадата кога Панда Лазаров беше директор на ЕСМ, ја смени, беше окей, и Горан Рафајловски беа директори кога ЕСМ имаше најголем напредок и инвестиции завршени објекти. Мони Кара има напишано нема пари, ќе предизвика инфлација, но како и да е, Црвена линија на својот Facebook профил ве прашува зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба. Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тале, според вас зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба? Јас секогаш, за мене вистината е света работа. Јас секогаш сакам да зборувам вистината. За мене главниот, иако сум од Прилеп, Скопје како град заличи со проектот на 2014. Тој беше успешен и скоро беше завршен, а за оваа зграда 7 години некои што мразат да го разубават Скопје од СДС, што се како партија или со стратегија уништување на село Македонија, тие како го објаснувате немањето фасада 10 години, не 7? Ами, да, 7, ами тие дојдоа на власт. Таму правеа шарена геј парада година-две, дури... Да се држиме до темата, да не зборуваме за паради, ве молам. Кажете ми, еве, како е можно објект во строгиот центар на Скопје повеќе од 10 години да стои без фасада? Зборуваме за период од 10 години. Повеќе од пола време ти ми зборуваш. Да, и ве насочувам затоа што зборувате работи што не се на темата. Тоа е демократија. Јас зборувам дека се радувам дека ВМРО направи стадион Арена Филип II Македонски. Тој проект е завршен. Многу индустријски зони, фабрики во нив каде работат илјадници луѓе, тие се завршени проекти. Но СДС проект нема. Но некои ја поддржуваат СДС, има еден проект. Уништување на се македонско и геноцид врз македонскиот народ. Такво нешто јас не поддржувам. И затоа ме... Благодарам многу. До сите гледачи, еве и до господинот Тале. Значи, зборуваме на тема конкретно. Значи, ве молам да не се политизираат и да се изопачува, нели, темата за која што зборуваме. Конкретно зборуваме за следново. Според вас, зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба? Конкретно ја издвојуваме зградата на ЕСМ, која што не е само архитектонски проблем, туку и символ на државна неспособност, без разлика која е на власт. Отука прашуваме, еве и дали е срамота во центарот на Скопје и воопшто дали е срамота во 21 век да стои зграда без фасада повеќе од 10 години. Добар ден. Здраво. Здраво, повелете, ве слушаме. Па види, зашто? Затоа што им се може. Затоа. Кој ги бута нив? Цело време се менјаат. Де едни, де други. Истите се. Тие се, толку. Две од рамковните партии, две од овие овдека, да ги решам, натурализираните партии, и они си тераат така цело време. Едниот си оди, другиот продолжава, после овој си оди, па овој продолжава. Ние си ги гласаме. Кој не ги донесе? Ние си ги гласаме. Идеш на избори таму, знаеш дека те зафркнал, дека те кошта дебело и финансиски, и морално, и на секој начин, на секој поле ти уништил, и ти пак идеш на избори таму, ке гласам за овие, не, за инат на овие другиве, за овие ке гласам. Не секам овие други да се повторат никад у живот. Ако уствари тоа се едно исто, еден тимет е, само што ише се на резервна клупа играчите, ќе дојдат наред они да бидат власт, па после вие што биле власт, они од
од стадионот, од теренот, ќе си дојдат на клупите, ќе чекат малку таман, ќе се освежат за нови крадења, екзекуција, пашански работи, све. И така ќе се терат. Кога не знае народ да си пресече да рече, бе, не ги гласам. Идаме избори, ќе гласам за нив. Благодарам и вам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Ве префрлам на Facebook Валентина Миладиновски еве што напиша. Кога се најде најефтин, ќе се најде, предпоставувам, кога ќе се најде најефтин плочкар од 350.000 евра квадрат, ќе се најде и најефтин мајстор за толкава квадратура да ја среди. Почитувани, зошто еве според вас си понатаму продолжуваме да ве прашуваме, ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете, ве слушаме сега веќе и ние. Јас би поставил на вашето прашање едно прашање што е многу логично. Кој даде наредба да се урне супермодерната фасада на ЕСМ која постоеше со години пред тоа? Кому му сметаше таква фасада која беше безвременска? Дали ме слушате? Внимателно продолжете. Дајте да видиме која урна. Дајте да видиме кој го урна хотел Панорама, висока Б категорија, во добра кондиција беше. Кој дозволи да се изгради тој бетонски ѕид тамо горе наводно и сега да се трансформира тоа во најголемо свлечиште во Европа? Не да ги решаваме проблемите од после кога веќе е сторено, скршена е стомната, после плачењето е бадијава, тепањето е бадијава. Ве слушаме, имате уште време, уште некои 19 секунди. Јас треперам додека го зборам ова. Треперам затоа што се прават работи во Англија, куќи и објекти се по 200, по 300 години стари, ги реновираат и тераат понатаму. Кај нас хотел Панорама, златно место. Благодарам многу за одговорите и она што го споделивте со нашите гледачи. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Ало. Намалете го тонот на телевизорот веднаш. Одма. Ете така, инаку нема да се слушнеме добро. Одма. Сега кажете, не ве слушам. Дали ме слушате сега? Добро. Повелете, ве слушаме и ние вас. Ти си? Да, баба Роска, вие ли сте? Јас сум. Ајде да ве слушаме, зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект? Ама јас вака ќе кажам. Се подражуваат една со друга. Овие си викат, ќе направиме ние лошо, па и они ќе ни направат. Вака, ќе ги трпеме ние, па и они нас ќе натрпат, ете затоа така да ваѓа. Па сега гледаме како можеме оваа млада се труди, па да видиме што ќе направи за овие нивни мандати. Ако биде вака како се почна, ама јас па и друго ќе кажам, па не е само крива владата. Ние самите луѓе сме криви. Ако денеска изчистат, поминат оно, ја по нив отидам сипам. Ето што ќе прават они? Секој минут ќе се враќат да чистат. И луѓето сме многу криви. Немаме осет, немаме чувство. Од своја двор го изметеме, отидеме на друг двор го фрлиме. Тоа е безобразно голем. Културата ни е на најниско ниво на нашите македонци. Што да кажам друго, прашаме ако има нешто па да кажам. Па еве, дали е срамота 10 години една ваква зграда да биде без фасада? Благодарам многу за учеството и одговорите. Одиме веднаш на Facebook, еве што напиша Дихек Топов. Секоја фасада изработена од стиропор со имитација на облик на мермер или кобајаги камен
е со рок на трајност 1 година, па затоа фасадите пропаѓаат, а скапо платена на изведувачот близок до власта, чист пример е стиропорот на сите објекти на Скопје 2014. Благодарност до Дихек Топов. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Уште еднаш ќе се обратам, бидејќи секако се слуша дека имаме некој на линија. Добар ден, дали ме слушате? Ало? Добар ден, дали ви е намален тонот на телевизорот? Да. Целосно? Целосно само да слушам. Одлично, повелете, ве слушаме и ние вас. Добар ден, убав ден Тина. Убав ден и вам. Тина, знаете зашто ние на власт не може да ги заврши овие работи? Затоа што сите пари завршуваат во џебоите на власта и на кој е на власт граба. И сите да искрадоја до коска и што барате да завршат, нема пари од каде. По колку милиарди тежат, милиони тежат тие луѓе што заминаја и што се сега на власт. Со кој пари да завршат, кажете? Сето е кражби до кражби, организирани криминали, оне од тие држава кој шо е ова? Јас се јавувам од Битола, јас ништо не разбирам од ова власт, ни од никоја. Јас не сум определена ништо во власта, нити политички, нити ме интересира. Само неправдите ги гледам. Затоа што се искраде, ова држава стана гола. Што има овде? Само со лаги, со ништо. Вака имаме, така имаме, ништо нема. Нема пари за ништо, лажат. Еве во Битола сега ќе ни носеле депонија, односно на Исовчини. Кај го има ова во 21 век? Никаде. И ништо не е завршено, ова ќе правиме, она ќе правиме, ваму ќе правиме хидроцентрали, она ништо нема да направат. Ве молам, со колку голема пара тие си отидоа и сите се напатираја. Многу ве поздравувам и фала што ме сослушавте. Благодарам сега кои што учествувавте во Црвена линија. Продолжете да не гледате. Еве што напиша и Даниел Пауърс. Одговори на нашата анкета, односно напиша да, срамота е, бидејќи анкетата е дали е срамота во центарот на Скопје да стои зграда без фасада повеќе од 10 години. А еве и што напиша останато. Како од хорор филм да е, само што одговорните немаат срам. И не е само таа, туку кај факултетите, па Народна банка, до Министерството за надворешни работи, па бродот што изгоре, а и ГТЦ треба да се реновира, офицерскиот да се пушти. Мицковски со прст не мрдна за ништо, не го бива само за фалење за паркови. Зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба, прашува денес Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Така, па како да завршите? Убаво река многу гледачи дека секоја влада која да дојде само краде. Еден проект, да речеме Охрид Кичево патот, колку години се гради, па обечаја дека ќе биде тебе, помина и тие години. Сега обечаја за ќе видиме до 2026, дали ќе се доизгради то тешко. А за таква зграда што е во центарот на Скопје, не е добро стварно да стои така без она. Таа имаше фасада, јас што знам, стаклени беа нешто тие од страна, стакла беа. Целата зграда се како нова фасада пред месото. Не сум од тадека, али ја знам убаво зградата. Друго што да ви кажам. Па еве, како го обяснувате тоа што 10 години, да речеме, ова зграда стои без фасада? Не е убаво, тоа е точно дека не е убаво, не е добро. Треба да се направи што побрзо. И не личи во центар баш така да е таа зграда. И фала многу, пријатно. Благодарам многу. Еве, ке подсетиме, тогаш Електромакедонија, ОХС СМ
Објектот е проектиран од архитектот Бранко Петричик во 1961 година, во интернационален стил изведен 1962 година, освојувајќи го првото место на анонимен конкурс. Објектот за своето време е врв во примена на материјали и примена на конструкции. За прв пат во Скопје се употребува обесената конструкција како и принципот на целосна стаклена фасадна покривка и со оглед на тоа што е изградена 62 година, зградата на ЕСМ ќе потсетиме дека го преживеала и катастрофалниот земјотрес кој што се случи во Скопје. Така да еве можеме да покажеме како е првичниот изглед некогаш која што воедно беше асоциација на Старо Скопје. Но претрпе многу измени, она пошто е препознатливо е дека 10 години веќе е без фасада. Па еве според вас почитувани зошто ниту една власт не знае да заврши ниту еден проект како што треба. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па затоа што сите проекти што се почнати се направени да бидат пералници. Да се кради преку нив, преку тендери, да се распишува, па едноставно овој дал толку, онај дал толку. Сега да видиме што направат директорите што беа за тоа време на ЕСМ, односно на ЕЛЕМ. Дали и тие останаа сиромашни како што зградата, без фасада? Што велите? Што величина? И тие се без фасада, и директорите? Или тие направи електранчиња, што тие знам? Да не збораме, да не ги именувам, се знае кој беа директори таму. Сите тоа направија. Затоа е направена и зградата, за да се кради, да се распишува тендери, да се фатират луѓето, да едноставно не беше направено за да се реновира. Значи да се почнат некои работи, меѓутоа испадна на крајот дека тоа ќе испадне скуплја дара него мера, така да ништо не се направи од тоа. И фасадата ќе се седи уште долго време онде. И само ќе си политизират околу неја, ние ќе направиме, оние ќе направат. Еве кредити на љомити се креват, на љомити во неја ќе се вложат, ништо не. Благодарам и вам за одговорите. Гоце Игновски еве што напиша на Facebook. Исто толку срам се и двете недоизградени згради во универзитетскиот кампус кои десетина години стојат напуштени. Инаку Зоран Витановски напишал: македонците одамна живеат во систем кој ги лаже и експлоатира, па ваквите ненормални појави станаа нормална работа. Дејан Китевски напишал: еве го идејното решение во сметките за струја, може да додадат уште една ставка. Медитирање 300 денари. Инаку ваква грдосија во центар заслужува да се обои во црвено, жолта боја. Даниел Петковски напишал: одговорен за ЕСМ е државата и таа треба да ја доизгради. Останува да го прочитаме и коментарот на Андоновска Лилјана, затоа што личните интереси се пред државните. Секоја идна влада плука по проектите на претходната. Се уште немаме влада од патриоти и стручњаци, не се зрели за водење на државата. А нам не дојде времето да ги погледнеме рекламите. Да погледнеме какви се и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Подсетувам, за следете на овој момент, не одложувајте, учествуете во утрешната нова анкета на Црвена линија. Денес ве прашавме, дали е срамота во центарот на Скопје да стои зграда без фасада повеќе од 10 години? Под А, да, срамота е, одговорија 89%, додека под Б, не е срамота, одговорија 11%. Подсетувам, информирајте се, кликајте редовно на telma.com.mk. Голема благодарност за сите вас кои што не следевте и земавте активно учество во ова издание на Црвена линија. Се гледаме утре во нашиот стандарден термин. До тогаш убаво попладне и довидување.